Почитувани, помеѓу 35 и 44 лица во периодот од 2015 и 2016 година биле ангажирани преку Агенција за привремени вработувања во општина Цинтар, кои директно се плаќале со пари на граѓаните. Ваквата состојба ја има констатирано Државниот завод за ревизија, каде експлицитно се вели дека ова не е во согласност со одредбите од член 4 од Законот за агенциите за привремени вработувања. Тоа е овој документ. Ревизорскиот извештај покажува дека само во 2016 година во владењето на Андреј Жерновски се исплатени 16.686.000 динари или околу 271.000 евра пари на цинтарци. Државниот завод за ревизија констатирал дека, цитирам, отстапените работници на општината од страна на агенцијата не се ангажирани за замена на привремено отсутен работник, привремено зголемен обем на работа, сезонска работа, работа на проекти, неспецифични, неконтинуирани работи, непредвидени краткотрajни активности, туку за вршење на редовни работни задачи предвидени со правилникот за систематизација на работните места, а дел и од нив се поставени на раководни места. Исто така, Државниот завод за ревизија констатирал дека привремените вработувања не се во согласност со законот, укажуваат на намалена транспарентност при вработувањето, субјективност во изборот на лица и повластена положба на нивното ангажирање. Почитувани, ова е доказ дека СДСМ се однесува кон општината како да е нивна приватна фирма. Го прашуваме градоначалникот Саша Богдановиќ, кои се овие луѓе, како се избрани, по кој критериум, со какви работни обврски и зошто општината има потреба од толков број на луѓе за кои нема потреба од нивно ангажирање. Исто така сакаме да прашаме дали некој ќе понесе одговорност за кршење на законот и за ваквиот начин на вработување. Истовремено сакаме да ја повикаме трудовата инспекција и сите надлежни служби да го проверат начинот на вработување во општина Цинтар. Ви благодарам.